СДСМ ќе заврши со убедлив пораз пред граѓаните на Македонија. Затоа се сите овие приказни за избегнување и одложување на локалните избори. Затоа беше минатата година одложување неколку пати на изборите, каде што на македонците им се порача не смеете да гласате. Значи, затоа имавме одложување на изборите во април, во јуни. Луѓето ги знае анкетите, па требаше да се направи една поширока операција во декември, која што резултираше и со постизборен инженеринг. Но не може вечно да се бега од судот на народот, затоа што народот, луѓето се загрижени за својата држава. Луѓето гледаат што се случува. Дел луѓето и велат чекај да им дадеме шанса, дај да видиме како ќе работи нова влада, што ќе се случи и слично. Но СДСМ не може и не испорачува во ниту еден елемент, во ниту еден сегмент каде што ја бараше довербата на граѓаните. Значи, ниту зборуваме, ниту се зборува, ниту било кој има намера да зборува за зголемување на пензиите. Никој нема намера од нив да зборува за зголемување на платите. Никој од СДСМ нема намера да каже еве во тој град ќе донесеме нова фабрика и ќе отвориме, ќе се работат 200, 300 или 500 луѓе. Така што улогата на СДСМ е прилично неодбранлива. Значи, јасна е работава, улогата на СДСМ е да испорачува на што се обврзале, она на што огромен број на македонски граѓани се спротивставуваат и во сите тие соображенија, во сите тие битки, победник е и константата е народот, затоа што народот игра на домашен терен.